Меѓу актуелната и претходната владеачка гарнитура можат да се најдат многу разлики, но има и многу сличности, како на пример декларативните заложби дека директорите и другите функционери ќе се избираат според професионални заслуги и кариера, а не според партиски стаж. Повеќе од 500 апликации пристигнале до владата за огласот преку кој треба да се пополнат 159 раководни места во државата. Ние сме задоволни од одзивот кој што е на огласот. Од вчера е предвидена и нова позиција за амбасадорско место во Отава во Канада. Апелираме оние кои што се чувствуваат способни и квалитетни во наредните 7 дена да искористат можност. Финишираат списоците со имињата кои ќе бидат новите директори на државните институции и предпријатија. Огласот е објавен јавно за сите граѓани на Република Македонија кои што ги исполнуваат условите. И може да се пријават сите. Владата го продолжи рокот на огласот за избор на 69 директори и 25 заменици. Рокот е продолжен поради големиот интерес на граѓаните и со цел да им се овозможат услови на сите заинтересирани да можат да се пријават со потребната документација. И актуелната и претходната владеачка гарнитура никогаш не соопштија кој се пријавил на тие конкурси. Јавноста ги дозна само избраните. За дел може да се каже дека биле професионалци во својата област, но и за нив и за сите останати визата до раководното столче беше партијата. Власта тврди дека сега има решение како да се смени тоа, но опозицијата е далеко од уверена дека предлогот ќе реши нешто. Предлог закон за висока раководна служба. Тоа е името на текстот со кој владата смета дека во земјава конечно ќе се избираат директори и други функционери по професионални, а не по партиски заслуги. Поедноставено, идејата е да се формира нов државен орган преку кој ќе поминуваат сите огласи за директори, раководители и државни секретари. Досега таа функција ја извршуваше владина комисија, вообичаено составена од членови на владата. Според владиниот предлог закон кој е во собраниска процедура, името на новиот државен орган е Комисија за висока раководна служба. За почеток таа ќе биде надлежна за избор на околу 150 раководни позиции за директори и секретари. Исклучок се позициите во судството, обвинителството, безбедноста, дипломатско-конзуларните представништва, јавните установи, регулаторните тела и општините. Составот на комисијата ќе се избира во собранието по принципот на антикорупцијската комисија со учество на јавноста. Сликовито тоа би изгледало вака. Собраниската комисија за избор и именување формира комитетот пратеници, експерти и представници на стопанските комори. Комитетот од пријавените на оглас му предлага на собранието да ги избере 5 теми на најдобро рангирани кандидати кои ќе ја сочинуваат комисијата за висока раководна служба. Избраните ќе ја извршуваат функцијата професионално со мандат од 5 години без право на реизбор. 5-члената комисија за висока раководна служба потоа ќе формира посебни одбори за селекција за секој оглас, во зависност од институцијата за која ќе се избира директор или секретар. Во секој одбор ќе членуваат по 5 лица, од кои 2 члена од комисијата за висока раководна служба и 3 надворешни члена со познавање на областа за која се избира раководно лице. По завршување на постапката, одборот за селекција подготвува листа од 3 најдобри кандидати, а комисијата за висока раководна служба ја доставува до претпоставениот, односно до министерот или владата. На крајот сепак владата или министерот имаат дискрециско право да решат кого од 3 предложени кандидати ќе го именуваат за директор или секретар. Токму слободата на избор во последната фаза е главната точка на разидување на законот предложен од Министерството за информатичко општество и администрација. Ресорниот министер Дамјан Манчевски вели дека предложеното решение прави голем чекор кон департизација, но и дека нема држава во која извршната власт го нема последниот збор. Почнуваме од врвот од менаџерите на институциите, од раководителите на институциите, кои што во основа можат да прават политички притисок на вработените, да предизвикаат некој вид на политичка искористеност на одредена институција. Апсолутно никаде во светот, ама никаде во светот, не постои влада, земја, систем во кој што владата, премиерот или министерот не врши на крајот на денот избор на раководното лице. За Манчевски ваквиот пристап е разбирлив, бидејќи политичките партии добиваат поддршка на избори со програма што им ја нудат на граѓаните. Не е логично, вели министерот, да се ангажираат директори кои би работеле спротивно на програмските определби кои победиле на избори. Да не се лажеме, овие органи на државна управа спроведуваат политики. Тие не се некои приватни компании кои што
треба да работат за интересите само на сопствената институција, да ги интересира што се случува околу нив во општеството, туку тие треба да спроведуваат политиката и програмата на одредена влада. Доколку одреден раководен кадар, доколку одреден менаџер на институција се чувствува дека не може да ги спроведува тие политики, се спротивставува на тие политики, сосема е легитимно самиот да се откаже, да каже дека не се согласува со одредени политики на таа владеачка гарнитура. Предлог законот го помина првиот филтер во собранието во Комисијата за политички систем, но без гласовите на опозицијата. За ВМРО ДПМН законот е целосно неприфатлив и го нема во ниту една европска држава. Собранието е првата фаза, комитет кој што ќе биде избран од собранието, па комисија која што е избрана од комитетот и на крај одбор за селекција избран од самата комисија. Фактички законодавната власт, односно собранието, ќе има можност директно да се меша во извршната власт. На прашањето дали тоа значи дека ВМРО ДПМН е задоволно од законското решение што е сега на сила, Мицевски одговори дека сега има поважни прашања. Може би е потребна одредена реформа, сега конкретно не сум размислувал на таа тема, меѓутоа во моментот на 20 дена пред избори, во период кога техничка влада раководи со државата, со една цел, значи организација и подготовка на фери демократски избори, ние се занимаваме со странични работи кои што не се приоритет на државата, од ВМРО ДПМН нема да добијат поддршка. Целата постапка што ја предвидува законот не наидува на одобрување и кај дел од експертската јавност. Универзитетскиот професор по административно право Борче Давидковски вели дека таа е пресложена, а на крај сепак политиката го има пресудниот збор. Со ова нити непотизмот, нити партизацијата нема да се надминат, бидејќи фактички пак се сведува дека волјата на раководителот, на министерот, да одбере еден од тројцата, тоа пак се сведува пак некој политички консензус или политичка волја ќе се изврши избор. Дополнителен аспект што според Давидковски приложениот закон го прави неспроведлив на терен е праксата на подолба на директорските позиции меѓу владините партнери. Поготово ми имаме и други стандарди, условно речено услови, мора да биде соодветна и правична застапеност, што ако нема, а тоа место е, например, дадено на коалициониот партнер, тоа значи у недоглед или ќе стават ВД и коалициониот партнер во недоглед со 4 години ВД ќе се изгура позицијата, иако не ги исполнува условите, иако не е селектиран. Со Давидковски не се согласуваат од Центарот за управување со промени, невладина организација која учествуваше во изработката на законското решение. Според Искра Белчева-Ристовска, по строгите критериуми при изборот ќе прекинат праксата на подолба на директорски места по партиски клуч. Министерот на вистина на крајот ќе има право да избере, но со самото тоа дека нема да избере само од политички кадри, туку од лица кои ги поминале сите проверки во однос на нивната стручност, веќе мислам дека значајно го смалува нивното дискрециско право да постават само лица кои ќе служат во исполнување на политичките цели. Белчева порачува дека тајмингот за ваков закон е одличен, бидејќи ќе ја стави на тест која било партија што ќе победи на предстојните избори. Која и да дојде политичка опција на власт, ќе има шанса да покаже дека навистина сака да придонесе за департизација, за модернизација воопшто на администрацијата, со тоа што ќе почне да ги поставува директорите и секретарите преку овој систем. Ако има политичка волја до изборите и законот за висока раководна служба помине во парламентот, тоа сепак нема да значи дека тој веднаш ќе почне и да се применува. Од моментот на стапување во сила, предвиден е период од 9 месеци за избор и формирање на комисијата. За спроведување на овој закон се потребни 195.000 евра само за првата година. Секоја следна ќе чини околу 163.000 евра. Пари потребни за простории, плата и надоместоци на плата за членовите на комисијата за висока раководна служба, како и за вработените во стручната служба.